кој го краси Широксокак и Битола. Затоа зачудува леснотијата со која се менуваат урбанистичките планови за локацијата и објектот на офицерскиот дом, а уште повеќе зачудува леснотијата со која државата сака да ги продаде и разнебити. Ние мора да го браниме офицерскиот дом како дом на културата, затоа што е тоа идентитет на културата, идентитет на едно долго постоење повеќе од 2 столетија. Во ова здание имат настапувано меѓу другите Стефан Миленковиќ неколку пати. Има настапувано светскиот вице-шампион на незваничното светско првенство по виолина романецот Вивио Прунару. Има настапувано Кирил Кравцов, еден од најголемите светски виолончелисти. Има настапувано холандскиот виолински мајстор Крис Даунан. Да не зборам за многуте поети, виолинисти, кларинетисти, гитаристи, книжевници, хорови и други пејачи на класична и популарна музика. Сега дојде некој да не убедува дека објектот пропаѓа затоа што немало пари за одржување. Не е точно, тоа е ноторна лага. Само ако споредиме дека во последните 5 години за еден квази барок во Скопје се потрошени 650 милиони евра, 100 од таа сума ќе беше потребна само да се одржува и да се стави во функција овој објект. И, што е уште поважно, овој објект е оригинален, овој објект е уметност. За разлика од тие нови објекти, овој нема ни стилопор, нема ни гипс. Доаѓаат вакви моменти каде што искрено чувствувам грижена совест, одговорност пред се морална и човечка за нас младите и за нас вистинските битолчани да се бориме за она кое што е вредно. Господине Талевски, има една голема различност помеѓу мене и вас. Јас го сакам овој град, вие не го сакате овој град. Јас сум од Битола, а вие не сте од Битола. Да живее СДСМ, да живее Битола. Во четвртокот, опозицијата токму од ова место го обзнани она што имаа намера да го направат. Во петокот, на седница на Совет на Општина Битола, побаравме дополнителна точка на дневен ред со приоритетно значење, каде што требаше Советот да одлучи и да побара офицерскиот дом да им се врати на битолчани и истиот да биде реконструиран со државни пари. За жал, владеачкото мнозинство едногласно гласаше против. Представници на власта, ова е офицерски дом Битола. Ниту го изградивте, ниту го спечаливте. Нема да ви дозволиме да го раскршмите. Нема да ви дозволиме и повеќе да бидете власт, затоа што повеќе и не верува. Затоа што сте криминалци и недомаќини. Затоа што нашата држава и нашата општина Битола ја гледате единствено како акционерско друштво од кое на крај на годината очекувате дивиденда. Тоа со битолчани нема да ви помине. Општинскиот имот останува во нашата Битола.